Почитувана колешке, ќе се потрудам накратко да сублимирам се и да ве замолам во контрарепликата што ќе биде последна дебата за денеска да ми објасните. Што е реализирано од препораките досега? Значи, побинало 2017-2015 ние ја плативме цената политичка, изгубивме. Пак сега не сакам да потенцирам, вие имавте заменик министер, истото се тавтологија. Па што сте презели во меѓувреме, што сте направиле, нема врска. Сега сте едно ниво подолу, државен секретар имате. ВМРО ништо не реализира, изгуби катастрофално, готово. Социјалдемократскиот сојуз е на власт некаде 3 години, во некој министерство 5 години. Ве замолувам, кажете ми, во препораките од УНЕСКО, што е до денеска реализирано? Ова денеска зашто барате вие 562 милиони и 500 илјади денари е една од препораките. Вие сте во право. До изградбата на колекторскиот систем е препорака од УНЕСКО. И вие сте во право. Еве кажете ми, ве молам статистички прецизно со бројки, затоа што гледам милувате така да зборувате. Колку дивоградби до денес се решени, се турнати, ако знаеме дека повеќе од 1100 беа нотирани дека треба да бидат рушени? Дали дивоградбите на советникот во Охрид, ваш коалиционен партнер, се рушени? Еве, кажете ми принципиелно, коректно, како што сакате да дискутирате. Вие кажавте еден, не знам, за мене може би не е оксиморон, ама е чудно. Во почетна фаза се подготовките. Абе ова влада е во почетна фаза на подготовки веќе 3 години. За реализација на препоракиве. Така рековте, сум го запишал, тоа ми беше интересно. Во почетна фаза се подготовките. Оваа влада е во почетна фаза на подготовките 3 години, така и ќе се замени. Сега е во крајна фаза на заменување. Бидејќи 4 години беше во почетна фаза на подготовките. Затоа, еве, кратко и јасно. Колку препораките се реализирани, колку дивоградби се турнати и можеби знаете, можеби не, одговорете ми. Зошто вашиот коалиционен партнер, како представник на шарената револуција, се уште не ја дозавршува јавната расправа и надзорната расправа на која што се дискутираше за заштита на Охрид и Охридскиот регион? Не е завршена, почитувана колешке? А заклучоците не ги почитуваат. Значи била завршена можеби мистериозно, ама заклучоците што сте ги гласале не се испочитувани. Јас ја памтам таа надзорна расправа или јавна расправа каква беше, кога имаше мала режија. Тогашниот координатор на Социјалдемократскиот сојуз му ги праќаше одговорите на Министерот за транспорт и врски. И ние ги фативме живи. Таква беше дебатата на таа монтирана јавна расправа. Ете, се извинувам, завршила, но еве одговорете ми. Кои од заклучоците од јавната расправа, кратко и јасно, досега се испочитувани? Се извинувам што кажав дека не била завршена. Може би сум бил одсутен, не ја следам таа проблематика, завршила. Како и секоја јавна расправа и надзорна се носат заклучоци. Ве молам, одговорете ми. Кои од тие заклучоци досега се реализирани? Ви благодарам. Да. Овде завршуваме овој круг со